Грчката полиција повеќе од 20 часа трага по 28 годишен македонец кој вчера попладнето исчезна во водите на Егејското море во грчкото летувалиште Посиди на Халкидики. Спасувачката акција почна синоќа околу 19 часот, откако тројца пријатели влегле во морето, но веројатно биле повлечени од струите и брановите поради лошото време. Еден од нив, 25 годишно момче, беше спасено вчера, брзо откако почна истрагата. Тој имало проголтано поголемо количество од морската вода, но е во стабилна состојба. Денеска пред пладнето стигна известување дека е спасен уште еден од исчезнатите, 30 годишен државјанин на Македонија, кој по повеќе од 17 часа поминати во вода е пронајден од товарен брод што пловел во близина на морскиот дел југозападно од Касандра. Акцијата и потрагата на грчката крајбрежна служба, на грчкиот спасувачки тим и спасувачи волонтери продолжува за пронаоѓање и на последниот исчезнат македонски државјанин. Потрагата и денеска се води во лоши временски услови со силен ветер со јачина од над 40 км на час, а во акцијата учествуваат бродови и крајбрежната служба, чамци и бродови што се во близина и хеликоптер. Според локалните медиуми, еден од тројцата македонци имал роден ден и дошле на Халкидики за да го прослават. Влегле во морето да се капат без да ги земат предвид силниот ветер и брановите. Дел од присутните на плажата забележале дека капачите ги снимало и веднаш ја информирале крајбрежната служба пошто почнала и акцијата. Градоначалничката на Касандра, Анастасија Халкија, за грчките медиуми објаснила дека плажата Мити во местото Посиди е многу опасна за пливање, бидејќи има силни морски струи и големи бранови. Солунскиот портал Ворија утрото објави дека во еден од бродовите со кој се врши потрага се наоѓаат и таткото и братот на еден од исчезнатите. Од МНР конечно денеска се огласија дека персоналот во македонскиот конзулат во Солун е во интензивна комуникација со семејствата на тројцата македонци.